Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Клучните политики на ЗАЕФ и СДСМ со кои го лажеа народот во Република Македонија се разобличени. Тоа се живот за сите и влез во Европската Унија. Ниту има живот за сите, ниту пак влегуваме во Европската Унија во блиска иднина. Треба да се биде објективен и да се признае дека виновник за ветото е лично Зоран Заев, кој дома ветуваше датум, а на Бугарија им ветувал историја, народ, малцинство кое ќе биде дефинирано од бугарската држава. Сето ова се удира во зид. Живот за сите нема затоа што испокрадоа СДСМ се што можеа и се што можеше да се испокраде, додека пак во Европската Унија не влегуваме од неколку причини. Најпрвин, проблемот кој го има Бугарија со Република Македонија не е туку така настанат, туку настанат е заради несериозната и неискусна патлиџан дипломатија на СДСМ, Заев и Димитров. И од тука слободно можеме да кажеме дека проектот на Заев, Димитров, Шеќеринска за влез во Европската Унија да го прогласиме за политички мртов. Покрај несериозната дипломатија, распродавањето како на пазар на национални и свети интереси на Република Македонија и македонскиот народ, нашите информации говорат дека Зоран Заев ветувал и многу други работи кои немаат никаква поврзаност со дипломатија и ЕУ интеграција, туку само со обичен бизнис. Потука прашуваме и очекуваме одговор. Какви концесии има Зоран Заев кон бугарската влада и поединци од таму, кои што денес се една од пречките за ЕУ интеграција на Република Македонија? Дали се работи за бизнис концесии? Кои фактури ќе треба да ги плаќаат граѓаните за шарлатанството на Зоран Заев? Дали е точно дека Заев ветувал на одредени луѓе дека на патот кон ЕУ, внимавајте, како дел од цената за обезбедување поддршка од бугарската влада, ќе биде и директна продажба на одредени државни удели во државни институции кои што ги поседува Република Македонија и владата, кои пак треба да преминат во капитал на бугарски бизнисмени, удели за кои што и најавија продажба од самата влада на Зоран Заев. Тука би ги потенцирал делот кој го поседува владата во Телеком, железничкиот транспорт, ТЕЦ Неготино, Македонски пошти и уште неколку приватни компании. Зоран Заев им го должи овој одговор на граѓаните и тоа што побрзо. Ова се огромни пазарџиски ветувања, кои според одредени информации се една од неколкуте причини за блокадата на Бугарија во однос на Македонија, покрај немањето реформи, меката кичма на Заев и лагите и лажните ветувања. Затоа е потребна влада на национален спас, наспроти шарлатан како премиер кој лаже кај стигне и распродава се живо. Затоа оставки веднаш. Благодарам, сега би одговорил на прашања кои што пристигнаа до прес-центарот на ВМРО ДПМН по електронски пат. Дали лидерот Христијан Мицкоски се извинил на Зијадин Села за случувањата на 27 април и со тоа прифаќа дека вашата партија била организатор на упадот во собрание? Како е разговарано и во која форма би коалицирала ВМРО ДПМН со албанскиот опозицијски блок? Ова беше од еден медиум. И третото прашање од друг медиум, коментар за кризната состојба која што е воведена во Република Македонија. Било следствено да одговорам, така да ќе почнам со првото. Од тука би го замолил медиумот кој што го постави ова прашање внимателно да ја слушне изјавата на претседателот која што беше дадена во однос на тоа прашање на настанот кој што се случи неодамна во Хотел Хилтон. Таму е објаснето и кажано буквално се, така да ве замолам внимателно да ја чуете таа изјава. Во однос на второто прашање, опозицијското расположение во Република Македонија е се поголемо заради сето она кое што се случува изминативе години тука во Република Македонија и сето она кое што народот го трпи на свој грб, и нормално е ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија и најмоćна опозицијска партија во Република Македонија, но и во законодавниот дом, односно во собранието, да ги обедини сите опозицијски елементи кои што делуваат опозицијски во Република Македонија. И во однос на третото прашање, коментар за кризната состојба, видовме една одлука на Зоран Заев каде што го назначи Стојанче Ангелов, па така ако излезот на земја од ковид кризата е Стојанче Керамида и хоророт наречен
Венко Филипче, за кој што за жал над 1400-500 луѓе почина изминативе неколку месеци, тоа е, верувајте, уште од сега кажуваме, сигурен рецепт за неуспех на Република Македонија. И од друга страна гледам денеска Стојан Чангелов побарал совети за решение на ковид кризава на социјалните мрежи, конкретно на Facebook, бара совети од граѓаните и сугестии. Еве јавно ќе му дадам една сугестија и еден совет на Стојан Чангелов, како еден елемент со кој што веднаш би почнала разврска и решавање на кризава, тоа е уште денес да си дадат оставки и тој самиот, и Венко Филипче, и Зоран Заев, и да се формира влада за национален спас, така да ова е најдобриот совет кој што може да го чуе денеска и доколку му е дојдено до граѓаните и до државата, уште денес може да го спроведе за да се формира влада на национален спас, каде што граѓаните конечно ќе може да бидат посигурни да се работи за доброто на граѓаните. Така да нека не си играат држава и нека си дадат оставки. Благодарам.